Најпрво би сакал да ги поздравам сите гледачи на Гласот на Америка. Здраво на сите македонци надвор и во неа кои живеат. Значи во Алмати сум од 2009 година. Најпрво дојдов кај татко ми малку на гости, пошто тој тука работеше од 1993 година заедно со дедо ми. Тие се занимаваа претежно со градежништво. Јас дојдов на гости и се запознав тука со жена ми сега, што ми е Анна. Мислам дека најосновната причина е семејството, а потоа сите убавини кои што ги дава Алмати и Казахстан воопшто. Состојбата е мирна, стабилна, можам да кажам, се почнува да работи како и претходно. Единствено што останува засега тоа е полициски час кој што е воведен од 23 часот навечер до 7 наутро. 5 дена бевме одвоени од интернет, од целиот свет и мислам дека тоа беше една од правилните мерки кои што ги презема правителството на Казахстан, затоа што многу се ширеше дезинформација и мислам дека тоа беше сосема во ред. Секако беше тешко затоа што не можевме да им кажуваме на сите наши родни и пријатели што се случува, но за среќа можевме да звониме по интернационална меѓународна врска и така и соопштив на моите дома дека се е во ред. Јас бев во кино кога излегов оттаму и ми викаат дека има митинг во градот, дека многу луѓе имаат дојдено и бев запрепастен. Како прво затоа што јас воопшто не гледам телевизија, не пратам политика, претежно се занимавам со музика и засега сум во барната индустрија и за мене беше некако воодушевувачки се тоа што се случува. Секако првоначалната причина беше зголемувањето на цената на газот и првиот бунт, на колку јас знам, беше во градот Жанаозен, кој што се наоѓа во Мангистауската област во западниот Казахстан. Сега се чувствувам безбеден, првите денови беа застрашувачки. Засега се под потполна контрола и мислам дека председателот на државата господин Касим Жомарт Токаев презеде неколку како да кажам стриктни мерки со кои што очигледно беше заштитено општеството од тие напади во понатамошен случај. Казахстан во последно време стана многу популарен, особено во земјите бивши од Советскиот сојуз и што се однесува и до музичката сцена и до сцената која што се одвива воопшто во шоу бизнисот и на телевизија. Казахстан имаше голем подем, значи како да кажам, сите зборува во последно време затоа што интелигенцијата која што сега расте во Казахстан е многу јака и тоа можам да кажам дека само радува се повеќе и повеќе. И единствената причина за тоа што сега се случува именно со интелигенцијата во Казахстан е дека имаме општество кое што е поделено на многу богати и на многу сиромашни. Тие што се богати ги испраќаат своите деца во Америка, во Европа и оттаму имаме некои нови влијанија кои што даваат таков подем на шоу бизнисот. Влијанието на Западот се чувствува повеќе кај помладите, а тоа што влијанието на Русија здесь овдека е присутно, во секој случај не може никако да се затворат очите на такво нешто затоа што тоа трае повеќе од, не знам,
50 години, иако Казахстан е независен 30 години, но руското влијание секако тука го има и доволно е тоа што во главните градови зборуваат претежно на руски јазик. Јас на овој момент имам неколку проекти музички. Порано работев како пејач во група. Тоа е кавер група Yorkers, но сето тоа траеше до појавувањето на COVID-19. Од тука јас разбрав, тоест некако се освестив, или како да кажам, дека за мене повеќе во таа насока нема некои си добри, нема добра иднина, затоа почнав да се занимавам повеќе во барна индустрија, во ресторанна индустрија и музицирањето сега ми е сведено како диџеј, значи настапувам како диџеј и со мене настапува уште еден мултиинструменталист кој се вика Бауржан и правиме доста интересен проект кој што е во овој момент е популарен во Казахстан. Значи ние со мојата сопруга, отворивме бар или паб кој што е малку повеќе поврзан со уметноста. Тоа е арт пространство и го крстивме Кумано. И ја мислам дека тоа поврзување на нештата со Кумано и со Македонија и со Казахстан баш иде од рака некако така. Да, стандардот е низок, но не на обичен граѓанин. Стандардот е низок, можеме да кажеме, повеќе за оние кои што немаат добра работа. За некои стандардот е баш ефективно добар.